Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на За или Против, вечерва петочно издание и јас сум ваш домакин Искра Коровишовска. Една година власт предводена од ВМРО ДПМН, како ќе ја збогатиме државната каса? Тоа е едно од прашањата кое неизмерно ги интересира нашите гледачи, бидејќи од тука поаѓаат потоа и другите, би рекла, подобрување, унапредување и на животен стандард и на она што сакаме да го постигнеме како држава, односно сами да можеме да ги враќаме долговите, самите да можеме да ги менаџираме средствата, да не зависиме од позајмувања и од други ситуации на кои сведочевме 3 децени наназад. Како ќе се менаџира инфлацијата, се размислували за замрзнување на цените, што ќе се случува по одлуката на НАТО за зголемување на процентот од државите членки од 2 на 5%. И нема кој подобро би одговорил на овие прашања вечерва, освен чуварот или чуварката на државната каса. Многумина знаат и да речат или веќе има некаков делумен имидж во јавноста дека е прилично строга чуварка на државната каса, министерката за финансии Гордана Кочовска-Димитриевска. Добро дојдовте во За или Против. Благодарам на поканата. Министерка, е факт дека од економско дно стигнавме до економски раст. Тоа е нешто што деновиве особено го слушаме често, од отчетот една година пред влада, роденденот на ВМРО ДПМН, трибини на кои учествувате, ваши јавни настапи, и тоа се бројки, тоа се факти. И сега како граѓани, сето ова што го гледаме, можеме ли да очекуваме дека овој економски раст, освен што сте фокусирани дека како тренд ќе продолжи во иднина, можеме ли да очекуваме дека ќе ни донесе, например, пораст на платите во сите сектори и на минималната, нешто за што замеруваат синдикатите, бараат, очекуваат, сметаат дека треба да биде 500 евра, да речеме, во овој момент? Најважно од се е како влада да го подобриме животниот стандард на граѓаните. И сега кога зборуваме за животен стандард на граѓаните, не станува збор секогаш само за плати. Луѓето многу често го врзуваат животниот стандард со платите, но ние ако имаме малку повисока плата од нешто што ни било, да кажеме, во претходната година, тоа ќе биде за џабе ако немаме добро здравство, па мораме да се лечиме приватно и од тие дополнителни средства во платата кои што би ги добили или пак во пензиите, би ги издвојувале да мора да плаќаме приватно здравство, а цел живот, например, сме одвојувале за фондот за здравствено осигурување, сме плаќале редовно придонеси така натаму. Значи, целта секогаш треба да биде подобар и поквалитетен живот или животен стандард. Она за кое што јас во минатото постојано сум зборувала е фактот дека иако имавме раст на платите и на минималната плата, ние во суштина имавме многу повисока инфлација, особено она што се нарекува инфлација на храна и безалкохолни пијалаци. Во суштина тоа е тоа на што најголем дел од нашите плати и пензии одат. Па, например, правиме една споредба 2023 во однос на 2020 година, тоа е оној нели чист период на претходната влада, во кој што, да кажеме, например, нето платата како просечна плата има некаде пораст од 34%, минималната плата некаде за 35% имала раст, но затоа храната и безалкохолните пијалоци речиси 40%. Што значи дека инфлацијата во суштина ги изала платите и вие немате подобро живење, ајде да кажам, наместо тоа дури полош. Состојбите во здравството не се промениле, биле полоши. Во образованието, нели квалитет на образование за нашите деца, исто така не сме добиле ништо подобро. Што значи дека ние не сме имале поквалитетен живот. Еве сега, бидејќи нели инфлацијата е она што е најактуелно, ајде да споредиме последните податоци. Платите, просечната плата е порасната за 10,5%. Тука го земаме и приватниот и јавниот сектор. Во јавниот сектор, знаете, поединечно во многу области каде што имавме зголемување на платите. Минималната плата порасна над 5%, а инфлацијата на храна само за првите 5 месеци 3,4%, што значи дека ако го гледаме само од аспект на плати инфлација, ние веќе имаме подобрување. Во однос на здравството, гледате и сами, ние во моментот работиме исто како и за инфраструктурата, да изнајдеме решенија за реконструкција или изградба на болници, подобрување на условите во здравствените установи и така натаму. Во однос на образованието не сакам воопшто ни да зборувам. Министерката за образование прави навистина многу напори за да ги подобри условите за образование на нашите деца, при тоа нели програмите се менуваат и така натаму. Значи се трудиме да го смениме
целокупниот живот во државата, сето она што значи животен стандард на граѓаните. Не да го гледаме само од аспект на плата и како претходната влада да повторуваме платата порасна за толку проценти, минималната порасна за толку проценти, но еве ги фактите. Ама инфлацијата уште повеќе. Не е опција по секоја цена. Ке се оди на приоритетно нудење на проекти кои ќе го подобрат квалитетот на живот во насока на сето она што го споменавте, па дури потоа може да се размислува за овие популистички мерки. Наједноставно кажано, еве сето ова и до сега што го зборував. Џабе нас ќе не биде, ако зголемиме плата за 3000 денари на некоја работна позиција, ајде така да ја кажам, доколку ние за 3500 денари им ги поскапиме производите кои што тие ги купуваат за секојдневниот живот, или да поскапиме, не знам, цени на струја, што ни се случуваше во минатото, на топлинската енергија. Ние сето тоа како поминува време некако забораваме, меѓутоа тоа се факти кои што стојат. Ние имавме највисок раст на цена на електрична енергија од соседството. Да не зборуваме за приватниот сектор, какви беа цените кога беше енергетската криза. Зошто сето тоа беше? Заради тоа што уништи едно предпријатие кое што беше во одлична состојба, за ние денес да имаме ситуација, нели, лоша состојба во предпријатието, но тие и ги покачуваат цените на електричната енергија. Така што не е опција влошување на животниот стандард преку, ајде да кажеме, едно продавање на приказна, дека еве ги зголемивме платите. Не, ние сакаме граѓаните да почувствуваат дека навистина многу подобро живеат. И сега и тоа морам да го кажам. Од еден минус во кој што бевме, дури и многу брзо ја стабилизиравме состојбата. Да бидам искрена, очекував дека ќе ни треба и повеќе време за да стабилизираме. Се уште не сме комплетно стабилни, имаме проблем повеќе во делот на јавните предпријатија, акционерските друштва, тие се поголемо оптеретување во моментот за државата, но полека и таму се средуваат работите. Сепак за краток период успеавме надминеме, да кажам, потешкотиите и сега веќе можеби ќе можеме да чувствуваме подобри резултати во периодот кој што следи. Кога сме кај инфлацијата, вие своевремено бевте, не се согласивте со Дурмиши на тема замрзнување на цените. Сега кога имаме ваква ситуација со инфлацијата, би рекла сериозна, за какви мерки се размислува? Знаете кај е проблемот во делот на замрзнувањето на цените? Јас секогаш го зборувам истото. Ние како држава имаме проблеми општо со целокупната економија. И сега, кога имаме проблеми со целокупната економија, се трудиме да изнајдеме некакви мерки и решенија кои што се на краток рок. И гледате, вообичаено се случува замрзнувате цени, кога ќе ги одмрзнете, цените се враќаат на исто ниво, затоа што во принцип приватниот сектор секогаш гледа да ја префрли таа тежина на крајните купувачи. Тоа е нешто што е пракса секаде во светот, не е само кај нас. Јас сум поборник за нешто сосем поразлично од ова, а тоа е дека треба да видиме, а веќе увидуваме, например, ние од година во година стануваме се повеќе нету увозници на храна. Зошто не го искористиме моментот во земјоделието, субвенционираме, да добиваме што е можно повеќе производи од земјоделието, но производи кои што потоа ќе ги дадеме на преработувачка индустрија која што би се отворила кај нас, која што ќе ги преработува, ќе додава вредност. Од една страна ќе имаме многу поголема понуда на храна во државава и нема да бидеме зависни толку од увозот. Од друга страна и земјоделците ќе бидат сигурни дека ќе има навремен откуп, дека нивниот производ навистина ќе има вредност, затоа што вие знаете, доколку не се продаде доматот или пиперката навремено, се уништува, така. А со преработувачката индустрија нема да го дозволиме сето тоа. И јас сум поборник за мерки кои што можеби на краток рок нема да дадат веднаш резултати, но ќе направат големи промени за нашата иднина. И нема да сме увозно зависни од секој аспект. Затоа ли важите дека сте и ви замеруваат, па и колегите, а и јавноста, во јавност има нели впечаток дека сте сериозно цврсто го заклучивте буџетот, односно не го отварате по ниедна цена како да е личен джеп, толку строго го чувате. Видете, па да, буџетот треба да го чуваме и да се грижиме, за буџетот буквално како за нашите пари дома. Значи, секој еден треба да биде одговорен. Ние не располагаме со наши лични пари, со парите на граѓаните, мора да бидеме одговорни. Кога знаеме дека имаме лимити, буџетот не е еден непресушен извор и тој има одредени лимити. Ние мора да ставиме приоритети
Меѓутоа приоритети кои што не значат приоритет од денес зутре. Одговорен политичар треба секогаш да размислува што ќе се случува за 5 години од денес со државата. Не е суштината само за денес. Ние не треба да функционираме на принципот купи ден помини. Затоа што ние имаме млади генерации кои што треба да живеат и да ја гледаат иднината тука. За да ја гледаат иднината тука, ние мора да предложиме подолгорочни мерки. Суштината не може да биде да бркате мандат, туку мора да направиме држава конечно функционална и онака како што заслужуваме. Така, јас сум најголем противник за тоа дека треба да се трча по гласови и по мандат. Не, мора да разбереме сите дека мора да работиме во интерес на граѓаните. Можеби во моментот некој и нас и мене не може да ме разбере, но неколку пати доколку го објаснам и низ примери, верувам дека секој еден во државата ќе разбере зошто ги правиме работите како што ги правиме, а тоа е крајната цел да има поголем бенефит за државата, односно за граѓаните. Кога сме на тема буџетот, факт е дека се пречека веста од НАТО одлуката за покачување на процентот од земјите членки од 2 на 5, тоа е и повеќе од двојно, и тоа можеби поприфатливо за земји како Германија, Франција, нели, кои се сериозни стабилни економии, меѓутоа ние, нели, како и што споменавте на почетокот, здравството треба да го правиме смеси, уште сиромашни за жал заради изминати години на безобразно третирање на буџетот и неводење сметка за истиот, образованието и така натаму и така натаму. Како ќе се носиме со оваа обврска? Голем предизвик е, тоа е неспорно и голем терет ќе биде на буџетот, меѓутоа мислам дека, нели, и затоа секојаш велам мора да размислуваме ние однапред 5 години за иднината наша. Сега веќе ние сме земја членка на НАТО. И ние имаме обврски кои што мора да ги исполнуваме. Ова можеби ќе беше прашање кое што требаше да го размислува министерот за финансии во 2019 година. За мене веќе нема дилема. Ние сме земја членка на НАТО и нашата цел е да ги оствариме или реализираме обврските кои што ни се дадени. Испорачаме би било можеби најсоодветниот збор. Да, ќе биде тешко, но што е најголемата среќа да кажеме во оваа ситуација, тоа е дека имаме еден долг период кој што ни го оставаат да се прилагодиме и врз основа на тоа очекувам да полесно до 2035 година имаме се прилагодиме на тие така да кажем 5% кои што се предвидени. Но тоа е што е, повторно ќе кажам, кога веќе дошла ситуацијата таква, ние мора да се прилагодуваме. Затоа секогаш, кога сакаме да бидеме член од нешто, да учествуваме, да партиципираме, треба многу внимателно да размислуваме дали сме спремни. Ние за НАТО не сме ни имале друга алтернатива, но како и да е, од тогаш требало некој министер за финансии од тој период и министер за одбрана да размислуваат дека ќе дојде до ваква ситуација. Што не сметам дека е погрешно. Тоа е одлука, став на Алијансата. И ние тука мора да почитуваме, немам апсолутно никаква дилема. Сега дали оптоварување, тоа веќе е второ прашање. Важно е искреноста во вашиот настап и објаснувањето детално и јасно, искрено и реално како работите стојат и што ќе се случува. Значи, се фрла на страна популизам и сите тие ветувања кои носат само гласови, туку се размислува да ја изградиме државата, мислам дека тоа е повеќе, значи, на сите граѓани од било што друго. Малце ќе ве вратам дома или во Министерството за финансии пред да продолжиме на тема буџетот. Во една прилика, во едно интервју која го слушав додека се подготвував, ќе речете дека Министерството имало 550 вработени, а може да функционира со 300 вработени, во насока на тоа дека треба да штедиме, треба да планираме, да се редуцира јавната администрација во насока во која може тоа да се изведе, без разлика на опасностите луѓето да останат ваму или онаму, да бидат прераспределени на несакани места и конечно да ви донесе загуба на гласови на крајот на денот. Како тоа го решавате сега во Министерството? Ева, ако може, ако имате 550, а може со 300 да се функционира. Го решавате во таа насока да професионалците само ги задржите или се работели на тоа? Еве генерално и во цела администрација, не само кај вас. Конкретно за Министерството за финансии се трудиме да ги вклучиме буквално секој еден човек во работата и мислам дека во изминатиот период доста успешно тоа го правиме. Јас велам вака дека и документацијата мора да биде уредно средена и наместена. Така што доколку некој веќе бил вработен, не со
соодветно согласно неговите компетенции и тоа што било барано за работното место, тогаш ќе ја средува документацијата, ќе помага на другите колеги, затоа што Министерството за финансии е едно од најоптоварените министерства и за жал повторно истите луѓе се тие кои што го носат теретот. И со оглед на тоа дека го носат тие теретот, има и многу други работи кои што можат да се завршат, каде што тие можат да помогнат. Во овој момент можеби и може да се најде ангажман за сите тие луѓе. Моментот кога ќе дојде со комплетна дигитализација на Министерството, каде што ќе го дигитализираме и трезорот во насока на она што значи електронско плаќање, што секој дома го има, нели, еден обичен токен, тоа сега државата го нема, но работиме на тоа. Тогаш можеби ќе биде поголем проблем што еден добар дел од луѓето, не се многу бројни, но има еден дел од луѓето кои што ќе треба да ги прераспределиме на некои други работни места. Меѓутоа, еве, чисто како споредба во Министерството за финансии, во одредени делови имаме можеби превработеност, но во одредени делови имаме и недостиг на работна сила и сега соодветни кадри фалат. Тоа се тие соодветни кадри фалат за тие позиции. Или еве да кажеме, например, вчера беше денот на Управата за финансиска полиција, ден во кој што нели, мислам со почитување ги поздравив секој ден вработен во управата. Тоа е една институција која што е многу мала по број, а која што врши можеби најзначајни работи во државата. И сега тука ни требаат луѓе, но ни требаат луѓе соодветни, стручни, затоа што да работите и да се борите против финансискиот криминал е еден од најголемите предизвици кои што постојат. И многу малку луѓе има, а ние ги имаме за жал. И малку луѓе се тие кои што го познаваат тоа. Сега тука треба да се работи на преквалификување. Јас сум исто многу стрикна, ние во рамки на Министерството за финансии имаме посебен сектор кој што се вика Академија за јавни финансии и сега преку академијата се обидуваме да правиме и најразлични обуки во кои што ќе вклучиме и дел од луѓето, кои што можеби полека ќе можеме да ги преквалификуваме и да ги сместуваме, да кажеме, во одредени, например, сектори во кои што досега не биле или па во институции во рамки на Министерството за финансии, органите во состав, така што можеме да им најдеме соодветни места. Исто Управата за јавни приходи. Нема доволно инспектори. Значи, ние од една страна имаме на некои места луѓе и повеќе од што ни треба, но на други места ни недостигаат стручни кадри. Па знаеме кој беше принципот на помење на администрацијата. Така е, тоа погрешните политики од минатото сега на вистина народски кажано ни се удираат од глава. И тоа не смееме да го дозволиме и понатаму. Нас ни треба стручен кадар и јас постојано зборувам. Дајте да вработиме луѓе стручни на соодветни места кои што ќе можат да ни помогнат. Еве повторно велам, финансиска полиција, Управа за јавни приходи се институции каде што немаме доволно стручни лица за борба против криминалот и корупцијата. Во Управата за јавни приходи и инспектори. Ние немаме и тука ни треба многу кадар, тука ни треба засилување стручно. Како работите на тоа? Се објавуваат огласи, се подготвуваат луѓе? Се подготвуваат, работи директорката. Видете, оди малку потешко затоа што да обучите некој да биде добар финансиски аналитичар. Навистина треба, тоа е долг процес, треба многу време. Но она што ме радува е што и директорката на Управата за јавни приходи успеа да врати, да кажеме, неколку колеги од управата, кои што беа заминати во приватниот сектор, па сега благодарение и на нивна помош и подпирање и размена на информации, приклучување на тимовите, кон тимовите на помлади, нововработени или колеги кои што немале допир со инспекцијата, мислам дека ќе помогне во таа насока да обучиме што е можно повеќе кадар. Се скаравте ли со некои министри на тема ребаланс на буџетот? Бидејќи факт е дека внимавате што правите, ќе кажете и кои делови од државава ќе се уфајдат практично со ребалансот кој помина за сега на влада, го очекуваме нели на собраниска седница, а од каде ќе се зема? Видете, не се лутам на ниту еден министер затоа што легитимен и нивниот однос. Тие се лутат, вере. Да, мене тие сигурно ми се лутат. Не се лутам затоа што една година сме влада и секој од нив сака на вистина да покаже резултати. И кога сакате резултати да покажете, треба на вистина да сте некој магионичар да можете да успеете со буџетот кој што го имате да направите нешто.
И при тоа мора да земеме предвид дека тие не се сите економисти. Друго е кога е економист, па ќе знае да ги изменаџира парите. И нормално е да бараат и повеќе. Од друга страна, мора да разбереме дека и буџетот си има одредени лимити. Престојував пред неколку дена во посета на Црна Гора, еден настан имавме таму, па имав и средби со министрите и на Црна Гора, и на Словенија, и на Молдавија. Она што беше интересно, например, со министерот за финансии на Црна Гора, вели, нас ни кажа и ни ги кажа јасно правилата пред да ги почнеме преговорите со Европската Унија. Правилата беа, не можете да имате 105% јавен долг, толку бил нивниот јавен долг во 2020 година, вие мора да го намалите под 60%. Не можете да имате буџетски дефицит над 3%, кога фискалните правила секаде се исти, тие се мастершки критериуми кои што сме ги учели и на факултет додека сме биле, треба да биде под 3%. И сега прашањето е, дали ние навистина со заложби сакаме да покажеме дека да, сакаме да бидеме членка на Европската Унија, да, сакаме да почнеме преговори со нив, но за да го направиме тоа, треба да внимаваме и на јавниот долг и на буџетскиот дефицит, или од друга страна ќе почнеме да трошиме неконтролирано како што правеше претходната влада и само ќе зборуваме и се ќе остане на збор, да, ние многу сакаме да бидеме дел од европското семејство. Мислам дека европското семејство веќе гледа и знае дека на нив им се потребни дела. Не им се потребни зборови. И како резултат на тоа, јас не можам да си дозволам да го зголемувам буџетскиот дефицит или јавниот долг, туку напротив, одам кон фискална консолидација, која што не може да биде преку ноќ, но целта е да стигнеме до под 3% буџетски дефицит и под 60% Кои се вашите предвидувања? Во овој момент, ајде прво да одговориме како ќе спречиме како држава, како влада, вие да ескалира јавниот долг и кога може да се очекуваат тие минимизирања, односно достигнување на тие европски стандарди? Најверојатно на крајот од мандатот на оваа влада ќе влеземе веќе да ги почитуваме и двете правила, и јавниот долг и буџетскиот дефицит, со тоа што буџетскиот дефицит, да, тоа е одлично, со тоа што буџетскиот дефицит ќе го постигнеме малку порано. 2026 година треба да бидеме на 3,5% и 2027 на 3%. И верувам дека тоа ќе успееме да го постигнеме, затоа што повторно кажувам, ние немаме друга цел, нашата цел е Европската Унија, а за да бидеме дел од тоа семејство, ние мора да покажеме во пракса, не само на зборови. Жалам што претходната влада не успеа да го искористи моментот кој што го искористија, да кажеме, Албанија, Србија, Црна Гора, во насока на намалување на јавниот долг. Ние не успеавме. Тоа е резултат на тие поразителни нивни политики. Вие може за се да манипулирате и да ги лажете граѓаните. Меѓутоа, и сега јас носам обично со мене секогаш табели, почнувајќи дали е јавен долг, дали е буџетски дефицит, така. Ама ние може сега да ги видиме од 2002 година се достапни, така. И точно да знаеме во секоја година кој бил министерот, кој бил одговорниот за состојбите. Или да се подсетиме, можеби не секогаш министерот за финансии, тој кој што директно бил одговорен, бидејќи сепак станува збори за политики на владата, но може да ги поврземе и со тоа кој бил премиер во владата, така. Така што во економијата вие може да манипулирате на краток рок. На подолг рок бројките излегуваат и тие остануваат за секогаш. Дали ова значеше дека нема да дозволите да бидете манипулирана политички или искористена од шефот на владата? Во случајот председателот Мицкоски. Не можам, никогаш не сум била, не сум се почувствувала, ниту пак напротив. Ви се почитува зборот ако кажете да овде може, ова не може, завршува приказна. Јас со премиерот имам одлична соработка, кога не би било така, јас сигурно не била дел од владата. Ве прашувам бидејќи сме сведочеле во минатото на замајување од слава и од моќ на председатели на влада и потоа како тоа се демонстрирало, затоа е нашиот председател, значи една од главните карактеристики која што има председателот на владата е неговата скромност и тоа што е истиот оној што го знам уште од 2016 година кога сум го запознала, кога дојде како член на надзорниот одбор во Елем, и тоа е една од неговите најголеми карактеристики кои што ги има и тоа е нешто што јас го почитувам и заради тоа сум дел од владата, затоа што тој остана се уште да биде многу стабилен, приземјен и разговараме и двајцата и ден денес за буџетот, исто како да зборуваме за нашиот сопствен буџет дома.
поддршка кога нема министерот за финансии од премиерот, тука не може да има успех. И еве, например, истата дискусија имав со министерот за финансии на Црна Гора, кој што пак исто така еден професионалец, дојден од приватниот сектор и воопшто не е дел од ниту една политичка партија. Тој ми вели, јас имам огромна поддршка од премиерот и само така можам да успеам, воспротивно не би можел. Значи, апсолутно истиот начин на комуникација кој што сме го имале уште пред многу години, ајде да кажам пред 8 години, го имаме и денес. И тоа може би е соработка, цврста соработка што ја имаме меѓу нас и доверба, само заради тоа што кога ќе кажеме се почитуваме еден со друг со дискусиите. Нормално, тој е председател на владата, размислува, дава предлози, ние правиме калкулации во Министерството за финансии, но секогаш приоритетите нели ги одредуваме согласно она што ќе го одлучат на влада, но апсолутно нема никакви притисоци, напротив, има одлична соработка и пак ќе кажам, мислам дека Македонија во овие 30 и повеќе години немала премиер кој што после толку време е еден стабилен и скромен човек. Ќе го искористам моментот пред да ми одговорите да ве припрашам на тема од каде се крати со ребалансот, каде ќе се додаде, кои ќе се офајдија, кои малку ќе му се скратат крилата, односно парите. Неодамна во едно интервју за една од националните телевизии ќе кажете дека се подготвува нова еврообврзница. Односно, тука ова го врзувам со стравот кај дел од граѓаните на тема унгарскиот кредит, договорот со Британија и парите кои од таму ни стојат на располагање. И паралелно со сето она што и се случуваше на Македонија изминатите години, многу пати објаснувате во вашите јавни настапи, но сакам ајде уште еднаш на уште едно по-разбирливо, по не толку економско ниво, треба ли да се плашиме од презадолженост, бидејќи зборувате дека ќе се намали јавниот долг, тоа е јасно, меѓутоа еве како ќе се изведе? Што значи оваа еврообврзница што се подготвува? Вака, значи ние еден дел е она што го правиме во тековната година, што значи рефинансирање или враќање на стари обврски. Наедноставно кажано, сега за гледачите имате некој потрошувачки кредит кој што не можете да го вратите и сега што правите, го имате во една банка, утре земате од друга банка, истиот износ, само го рефинансирате. Државата во овој момент не создава буџетски суфицит за да може да го намалува во апсолутни износи тој јавен долг. Сама да враќа. И како резултат на тоа ние имаме години во кои што имаме големи доспевања на еврообврзница или на државни харти од вредност кои што мораме да ги обезбедиме, тоа значи да позајмиме за да вратиме. Сега на следната година ни доспева 700 милиони евра еврообврзница. Оваа година ни доспеа 500 милиони евра. Тоа е се обврзници кои што ги издаде претходната влада. Па после таа 500 повторно, па 700 милиони. Буквално во 4 години ние имаме секогаш еднаш годишно да вратиме некоја еврообврзница која што е издала претходната влада. И сега ние што правиме за враќањето на првава 500 милиони евра, бидејќи пазарите меѓународни не беа поволни, каматите беа многу високи, премиерот успеа да се договори да обезбедиме кредит кој што е со многу пониска каматна стапка од онаа која што ќе имавме доколку издадевме еврообврзница. И ние сме многу благодарни на унгарската влада што успеа да ни помогне во еден тежок период да на почетокот, вие знаете, јас многу пати сум го комуницирала и тоа, со 47 милиони евра на девизната сметка предстоеше плаќање на обврска за јавно предпријатие државни патишта. Значи, навистина тежок период во кој што успеавме да обезбедиме средства под многу поволни услови. И со тие средства покривме, односно ја финансиравме еврообврзницата која што беше издадена во 2018 година. Така што и за следната година издавањето на еврообврзницата во најголем дел ќе биде финансирање на тие 700 милиони евра кои некој во минатото ги земаше, односно претходната влада. Сега, чисто само за споредба, убаво би било, бидејќи тие се јавно достапни податоци, да се погледне и да се види еден период на владење на ВМРО ДПМН од 10 години, колкаво задолжување имаше во тој период. Ние зборуваме цело време, не знам, во 2009 година сме имале многу висока каматна стапка кога министер за финансии бил сегашниот гувернер. Меѓутоа, например, не го гледаме никогаш износот на поземените средства, кој што е многу помал во однос на ова што се случува сега. Ако погледнете во времето на ВМРО,
ќе видите дека еврообврзниците кои што се издавани се во многу помали износи и многу како вкупен износ за 10 години помал отколку ова што го имаме во 7 години. Се е финансирано од еврообврзници со високи камати и со кратки рокови, што не треба да биде начин на финансирање на државата, поготово доколку зборуваме нели дека со задолжувањата треба да финансираме проекти. Проектите ние не можеме да ги финансираме за 3 години. Ако отидете во банка и кажете јас сакам да изградам една хала или да купам машина за некој производство, банката првен ќе ве праша во ред, ама ајде да видиме колку време ви треба да го изградите објектот или да ја пуштите машината во употреба, па сега колку ќе приходувате за да може да враќате. Во државата ние ајде земи да покриеш плати и пензии и ќе го вратам за 3 години. Како ќе го вратиш за 3 години кога воопшто не се ни трудиш да придонесеш да имаш економски раст? Значи, или ќе градиме Бехтел и Енка, тргнавме да го градиме, земавме еврообврзница која што беше со рок на отплата исто од 5-6 години. На 5-6 години можеме да изградиме таков инфраструктурен и сериозен проект? Не можеме. Мислам, секој еден економист и експерт ќе разбере дека тоа е неприфатливо. За цела среќа што вака народски речено траеше само 7 години минатата власт, да траеше подолго. Мислам, ова е црн хумор на тема, ние како македонци знаеме така да се нашалиме на несреќите кои ни се случуваат. Во секој случај звучи оптимистично сето она кое што го зборувате и останува делата да покажат дека сите овие работи кои ги планирате и ќе се остварат. Да се вратиме на ребалансот на буџетот, од каде се скрати за да се додаде на друго место и зошто? Еве и ова е една, например, од работите што го потврдува она што претходно го зборував за мојата комуникација како министер за финансии со премиерот. Најмногу се скрати во владата, затоа што исто така заедно седнавме, разговаравме и тој рече горде јас ќе видам што можам да направам во однос на некои обврски кои што уште не се комплетно дефинирани, до кога и како ќе треба да се платат, да видиме какви се плановите. Крена телефон, се слушна, договори и на тој начин, значи, констатиравме дека да, овие обврски нема да се вратат до крајот на годината, затоа што има уште простор некои недозавршени работи и таму скративме најмногу. А во суштина додадовме повеќе во оние институции кои што во тековната година или нема остварување доволно на приходи, или пак имавме, например, зголемување на плати, како што е Министерството за внатрешни работи. Платата од 10% на Министерството за внатрешни работи е 1 милиарда денари. Ние 600 милиони обезбедивме од она што се вика буџетска сметка на државата, но Министерството за внатрешни работи има и сопствена сметка, која што ја во суштина велам не постои сопствена сметка, сите сметки се на државата, односно на граѓаните, но ајде, тоа е некоја дефиниција која што претходната влада вака поизразено ја потенцирала и ги заекнувала тие нивни сопствени сметки. Така што земавме од нивната сопствена сметка, односно они учествува и дел од буџетот. 2,5 милиарди издвоивме за пензии дополнително, најмногу за транзицијските трошоци или оние пензиски друштва. Тоа е заради некои долгови кои што пензискиот фонд ги има од минатото, а се резултат на нивно неостварување на приходите во буџетот како што ги планирале. Издвоивме пари дополнително за во Министерството за социјална политика, демографија и млади, од кои околу 300 милиони денари само зголемивме на ставка за невладини организации кои што даваат услуги на стари изнемоштени лица. Тоа се лица нели кои што не можат да обавуваат секојдневни функции, па им треба помош дали до продавница да се отиде, дали до болница и така натаму, таквите услуги кои што ги пружаат, за тоа дадовме дополнително. Генерално правевме промени во делот, нели малку ни направи пореметување оваа поделба, спојување на одредени институции, па например заштитните друштва кои што требаше да се најдат во Министерството за економија и таму им беа предвидени средствата, ги префрливме повторно во Министерството за социјална политика, затоа што системот пак за контрола е во Министерството за социјална политика и не е едноставен да се префрли во Министерството за економија, така што и такви некои пренасочувања имавме. Добезбедивме средства за Министерство за спорт за младинската олимпијада која што предстои, обезбедивме средства за Министерство за култура во делот објекти кои што им се планирани за периодот кој што следи, така што генерално секаде каде што беше потребно
некое дообезбедување на финансиски средства беше направено и мислам дека во рамки на тие средства кои што ни беа планирани, солидно се прераспределија средствата и да, секако да не заборавам, со мини прераспределбата која што ја направивме, нели, дополнително од функции на држава, каде што имавме обезбедено средства, спуштивме на оние министерства кои што веќе подпишуваат договори со општините за оние 250 милиони евра. Да, ви благодарам за вака деталното објаснување, бидејќи на крајот од денот мора да знаат граѓаните како се распределуваат нивните пари. Овде сакам ме замолија практично гледачи до кои допрела информацијата за финансирање на стартап и неповратни средства за млади до 29 и над 29. Може ли тука кусо само да им објасниме на луѓето кои се условите, кога стартува сето ова? Јас мислам дека веќе почна прибирањето на апликациите, за тоа е задолжено Министерството за економија и по информациите кои што ги имам. Дури интересот е огромен. Многу сум среќна да Многу сум среќна што е така. Вчера дури со министерот за дигитализација поразговаравме малку, ми вели Горде, многу има голем интерес за ова и тој се информирал, бидејќи нели во делот на стартапите тоа се претежно млади деца кои што се заинтересирани, најверојатно све би било тоа поврзано со светот на дигитализацијата, затоа и министерот е информиран. Мислам дека е огромен интересот, средства има доволно и верувам дека ќе има и проекти кои што навистина ќе бидат од голем интерес и за државата и кои што ќе продолжат да живеат, зашто суштината на ваквите стартапи и проекти не е само да се земат сега средства од државата, да се почне нешто и потоа да се затвори. Демографска стратешки е. Најсрекна ќе бидам ако овие компании заживеат и продолжат да функционираат и од аспект на демографија, останување на младите тука, затоа што верувајте не постои ни една друга земја во светот која што може да ни биде нашата татковина, како што ни е Македонија. Знаете и самите, секој од нас има по некој во странство кој што живее. И сите знаеме, јас верувам дека во Македонија нема фамилија која што нема некој близо кој што живее во надвор од државата и сите знаеме дека на нив никогаш нема да им биде таа земја како што им е Македонија. Јас ова го зборувам повеќе од лично искуство, мојата золва живее во Германија повеќе од 25 години и најтажно е што кога ќе се случат одредени проблеми, поготово околу децата, училиште и така натаму, тогаш сваќаат дека никогаш нема да бидат на исто ниво како граѓаните кои таму живеат, државјаните, така е. Да, затоа секогаш најубаво е тука да им обезбедиме на младите можности, повеќе стартапи, повеќе да им создадеме услови да останат тука. И младите да останат и парите да останат во државава, тоа е еден круг кој што е волшебен, а е значаен за нас. Ајде сега конкретно за проектите, пругата и така натаму. Вчера на седница на собраниските прашања традиционалната, од така наречениот Европски фронт ве прозваа со нагласување дека имало експертски тврдења без да цитираат дека проектот за брзата пруга, читам за да не изгрешам, од Табановца до Гевгелија, ќе чини најмалку двојно повеќе од 1,9, односно речиси 2 милиарди евра и немал економска оправданост. Вие одговоривте прво да ги видиме понудите, да ги добиеме условите, па ќе видиме, ќе зборуваме дали е исплатливо или не. Дали ова значи дека може да отстапиме како држава ако не е исплатливо? Што значи ова? Видете, дефиницијата за исплатливоста е многу широка. Јас и на пратеничкото прашање се обидов да дадам одговор со тоа што сакам првим да потенцирам зошто не се постави прашањето од почеток, некако откако почнавме да зборуваме за пругата, цело време зборуваме за парите, финансирањето и така натаму, но никој не го гледа бенефитот или која е целта, или зошто владата одлучи баш да се изгради оваа пруга. Тоа би било најсоодветното прашање. Сега, суштината... Ама така не имало политички поени. Токму така, и тоа е најтажното во политиката, е што еден дел, барем економскиот дел, секогаш мора да има некој ниво на професионалност и достоинство и некој лимит под кој што не можеме... интереси во Токму така. Сега, во однос на пругата. Прва работа е што ние во моментот имаме нефункционална пруга. И ако го прашате министерот за транспорт, јас се чудам како никој не му постави прашање на министерот за транспорт, а тој многу убаво ќе им ги објаснеше сите овие работи. Прво, доколку ние тргнеме со реконструирање на постоечката пруга, тоа значи дека ќе ја ставиме најмалку 4 до 5 години надвор од функција. По автоматизам, сите оние компании северно од нас,
ќе ја користат пругата кон Бугарија, кога ќе се навикнат 5 години да ја користат таа пруга, ние веќе ќе бидеме црна точка на Балканот. Ама мислам дека и на лаиците има јасно дека кога треба да исправуваш пруга и дополнително да ја реставрираш, може и поскапо да чини отколку да ја изградиш нова. Така е. Сега вториот момент, она што значи економски бенефит. Во инфраструктурните проекти не можете вие само да гледате кост-бенефит анализа од аспект на тоа колку има приход, колку има трошок, тоа е тоа. Зошто? Ајде да направиме кост-бенефит анализа на здравството. Ајде да направиме кост-бенефит анализа на проектот Бехтеленка. Знаете што е кост-бенефит анализа? Колку изгубени животи има на тој лош пат, кој што ќе го поврзува сега, да речеме, од Тетово до Охрид во тој дел, не знам, Прилеп, Битола, сега и еден дел, една траса таму, нели, обиколницата околу Битола и така натаму. Не можете вие се тоа да го вреднувате и да кажете толку ќе биде цената. Сега, дали има математика? Има. Има математика направена која што јасно кажува колку железницата ќе успее да приходува од ова. Но што е поважно? Кој е бенефитот за македонските компании? Тоа никој не го постави како прашање. Дали македонските компании со користење на услугите на железницата, која што ќе биде поврзана со пристаништето во Солун, ќе успеат да обезбедуваат стоки со многу пониски транспортни трошоци, па можеби тие, благодарение на тоа што ќе имаат понизок транспорт, побрза услуга, да кажеме, на добивање на стоката, ќе растат многу позабрзано и ќе се свртат парите практично. Значи, многу сме ограничени во нашето размислување. Ајде сега, ова не е приватна компанија и ние сега ќе гледаме само еден дел од нашето работење, дали ни се исплати или не. Ние сме влада, или било која влада, одговорна за граѓаните. Кога зборувам, ако зборувам за некоја компанија, приоритет ќе ми се бројките. Кога зборувам за буџетот на државата, приоритет ми се граѓаните. Односно, се што значи држава, граѓани, граѓаните дел од нив работат во приватен сектор, ако приватниот сектор е подобар, ако има подобра иднина, тогаш и нашите граѓани ќе имаат подобра иднина, ќе имаат повисоки плати, ќе бидат сигурни дека нивните компании долгорочно ќе опстојат на македонскиот пазар. Не е сето тоа така едноставно. Јас очекував една ваква дискусија да има, во која што првен ќе бидеме ние, зошто решивте да одиме со овој коридор, а не коридор 8, така, бидејќи ние рековме ќе го подзадоцнеме коридор 8, ајде првен со коридор 10, зошто? Зашто ни беше битно со Солун да се поврземе побрзо заради пристаниште и за нашите компании, но и за останатите. И за железницата да остварува приходи, со тоа што ќе транспортира, така. А зошто решивме нова, повторно ќе кажам, да не останеме 5 години без пруга и да не заборавиме. Во тие компании, било да е железници транспорт или железници инфраструктура, работат луѓе кои што треба да земаат плата. Ако ние ја затвориме и замреме, и тоа е исто така трошок. И тоа треба да биде дел од калкулацијата, па дали ќе биде така во делот на трошоците, па да видиме дали поевтино ни е ова или она. Ајде да ги ставиме 5 години ако не работи инфраструктура и транспорт, железници, колку ќе не чини сето тоа. Економијата не е така едноставна. И во економијата исто вообичаено треба да е 2 + 2 еднакво на 4, но за приватниот сектор. За државниот сектор сепак има и нешто што значи одговорност кон граѓаните, како што кажав. Мислам дека луѓето веќе ја разбираат позитивното, го разбираат позитивното предвижување и мајндсетот кој до сега го имавме на критика, континуирана и негативности, полека се менува, но не може да оди толку брзо, така да веројатно сте веќе навикнати се тоа да го објаснувате и дообјаснувате и по неколку пати, ама тоа е вашата служба како функционери. Министарке, зошто ви замеруваат колегите, односно пратениците кога сте на говорница за некогаш ваши многу емотивни, па и ги крстуваат арогантни настапи? Арогантна ли сте? Што мислите за себе? Еве вака кога се гледате од страна. Знаете како, првата карактеристика за мене е тоа што секогаш зборувам со бројки и факти. И јас сметам дека дебатите во собранието се стручни и треба да се дискутира аргументирано. Економијата не дозволува импровизации, туку напротив, таа бара да бидете одговорни, конкретни и да предлагате, нели, соодветни решенија. Па дури затоа кога зборувам за одредени теми, се трудам да ги прилагодам со некои секојдневни примери.
не сум имала до сега никогаш намера, ниту пак имам намера некого да навредам и жалам доколку имало, да кажеме, во собранието ситуации да некој се почувствува навреден во некоја ситуација, ниту ми била таа целта, ниту сум сакала, навистина се извинувам ако некој се почувствувал навреден од некоја таква ситуација која што можеби погрешно била сватена. Она што можеби е на некој начин да речам специфично во тоа што го зборувам, кажав, е дебатирањето и начинот на објаснување на работите, но во исто време ви самите кажавте, можеби некој го перцепира тоа како ароганција, ама никој никогаш не прашал каков е денот на министерката, колку обврски имала и сега доаѓа таму со конкретни работи, завршила нешто и некој сега ќе се труди да дефокусира јавноста во една сосем друга насока. За среќа, навикната сум, нели, да имам и прак на толеранција кој што е малку повисок, затоа што, нели, така треба да биде, јавната функција носи и одреден прак на толеранција малку на повисоко ниво, тоа што значи вообичаено и во секојдневната комуникација. Еве, например, исто пред неколку недели се случи една ситуација во собранието да ме вратат во градинка од страна на еден пратеник, беше кажано од Министерката за финансии да ја вратиме во градинка. Зошто? Затоа што тој не забележа дека на почетокот кога почнав со моето обраќање се обратив со почитувани пратеници. И сега, ако земеме, нели, да размислуваме, можеби од тој аспект, ако некој го гледал само тој дел од дискусијата, ќе рече да, министерката е арогантна. Меѓутоа, што е она што е најважно за мене? Најважно е дека луѓето кои што ме знаат, а и оние кои не ме познаваат, но почитуваат мојата работа, знаат за каков човек станува збор. Најважно од се е тоа што секој еден кој што има желба да ја запознае Министерката за финансии може да се јави во било која од институциите, односно приватните компании каде што сум работела и да слушне каква била министерката во претходното извршување на своите работни задачи. Македонија е мала и Македонија е мала земја и многу едноставно ќе добие информации дека станува збор за една одговорна личност, една посветена. Може да се праша на економскиот факултет исто така, која била министерката која што завршила како еден од најдобрите студенти во генерација ден денес кога ќе отидам на факултетот со почит и јас кон професорите и тие кон мене. Така што суштината е дека јас сум еден одговорен човек кој што секогаш се труди да им помогне на другите. Не постои човек кој што ми се обратил во оваа една година да не сум му помогнала или не сум се потрудила да му помогнам. И тоа е она што е најкарактеристично за мене. А дека ќе има политички дискусии, манипулации, желби да се извртат работите, тоа ќе постои. И да се случат дефокусирања. Тука не може да смениме ништо. Успехот во оваа држава тешко се простува и тоа е нешто што како менталитет ќе треба да го менуваме и за тоа ќе мора да имате трпение. Така, најважно е вие да им служите на граѓаните, тоа е вашата функција. Така, видете. А човечки и да се биде поемотивен, па и извинувањето е апсолутно човечка карактеристика. Така е и уште една работа која што морам да ја кажам, најгорда сум на тоа што својот карактер успевам да го пренесам и на своите деца и ги учам да бидат пред се луѓе со став, со достоинство, но исто така да бидат и луѓе кои ќе имат човечност во себе. Функцијата, позицијата доаѓа и заминува. Нема поголемо богатство од тоа кога ќе излезам вообичаено за викенди на зелениот пазар, да ме поздрават луѓето, да отидам, да поразговарам со нив и да видат дека станува збор за еден исто човек како и сите останати. Јас не сум ништо поразлична од никој. Единствено во текот на денот обавувам одредени задачи кои што се навистина посложени и се дел од, ајде да кажеме, или под лупа на медиумите. Тоа е разликата моја од било кој друг човек денес во Македонија.
Да, тоа е проблемот или предизвикот на јавните личности и тоа е што е, сепак, како што рековме, најважно е вие да им служите на граѓаните и да ја чувате касата онака како што тоа се прави домакински. На тема пругата сега трчам низ сценариово за да можам се да ве прашам во времето кое што го имаме. Имаме пруга Скопје Кичево, зошто да не размислувате ли да ја направиме до Охрид, сепак и ние како туристи домашни да можеме и побрзо и поевтино и да не возиме, едноставно да уживаме во воз, да се стигнеме до Охрид и назад и така натаму. Се размислували во таа насока? Да, се размислува, тоа е дел од коридорот 8, но како што кажав уште на почетокот, ние во суштина имаме лимит или ограничен буџет и секогаш мора да се водиме од приоритетите. Во моментот проценката беше дека е приоритет коридор 10, за да биде поекономски исплатливо за бизнис секторот во Македонија, но и за она што значи транзитен транспорт, од каде што железници, инфраструктура и транспорт би остварувале приходи, а секако во некое догледно време ќе се дискутира и за коридор 8, затоа што и тоа е дел кој што е многу значаен и на кој што ќе посветиме внимание. Што пластично и наедноставно значи законот неодамна донесен пред 2 дена, ми се чини, за царинска тарифа? Што значи за македонската економија? Тоа значи дека компаниите ќе плаќаат пониски царински давачки и кога ќе плаќаат пониски царински давачки, тоа значи ќе создаваат производи кои ќе бидат со пониски цени и поконкурентни како на домашниот, така и на странските пазари. И мислам дека тоа е крајната цел нели на секој еден од нас, македонските граѓани да добиваат производи со пониска цена. Во исто време нели тука се извинуваме и ослободувањето кое што го направивме кон Соединетите Американски држави, мислам дека тука пративме една порака дека навистина сакаме да бидеме и за нас во суштина Соединетите Американски држави се еден од најзначајните партнери и дека ние очекуваме и во периодот кој што следи соработката да се зголемува се повеќе. Да не заборавам, го изумев додека зборувавме за пругата, споменавте на собраниска говорница, ми се чини дека 24 банки веќе се распрашуваат, се интересираат, што детали сакам малку околу тоа. Значи вака, владата не задолжи, нели, како што е процедурата и законите налагаат, Министерството за транспорт ја достави информацијата до влада. Владата заклучи дека има потреба од изградба на коридор 10, односно нова железничка пруга. Врз основа на тоа го задолжи Министерството за финансии да обезбеди понуди. Ние испративме до 22 институции банкарски. Дополнително на тоа уште 2 пројавија интерес, пуштивме и до нив се она што го имавме како материјал добиено од Министерството за транспорт преку владата или на владината седница. Сега и понатаму банките прашуваат, нормално е големи проекти, секога станува збор за проектно финансирање и толку големи проекти дека ќе има прашања. Одговараме како лица од Министерството за финансии, така и лица од Министерството за транспорт, кои што се задолжени околу проектот и да одговараат на прашања поставени од банките. Очекуваме до 7 јули да стигнат нели понудите, зашто 7 јули, а не 30 јуни, бидејќи дадовме пролонгирање на рокот, затоа што банките имаат дополнителни прашања. Ова не е едноставен проект кој што би чинел многу малку пари, сметаме дека треба да добијат дополнителен рок во кој што нели ќе ни дадат најдобра или најповолна понуда. Сепак целта на Министерството за финансии и на владата е да ги обезбедиме средствата со што е можно пониски трошоци. Министерке, барем мене ми се разјасни одредени работи, бидејќи имав прашања, не сум многу добро упатена, ниту пак добро писмена. Економски би рекла како новинар во детали, меѓутоа добив одговори на ниво и на начин на кој што мене ме интересираат, а верувам ги задоволивме и апетитите на граѓаните. Имам само уште едно прашање. Уставниот суд укина делови од методологијата за пописот од спроведениот од 21 година, кои се однесуваат на резидентно и нерезидентно население, и бидејќи оценува дека не се во согласност со темелната вредност на нашиот уставен поредок, владењето на правото, како и од директорот на Државниот завод за статистика се мисли на апостол, предходниот директор ги пречекорил своите надлижности со подзаконски акти извршил категоризирање на резидентно и нерезидентно население, зашто нема законско властување, тоа е правното објаснување, и сега ова е важно, одлуката нема да важи ретроактивно за веќе спроведениот попис од 21, ќе се применува од моментот кога ќе биде објавен
објавена во службен весник за подзаконските акти кои ќе се носат во иднина. Дали ова ги ремети, вака народски речено, економските планирања, политики од тој момент од кога ќе стапи? Пописот ги поремети Да, и сега економски статистики. Ние, ако се сеќавате, уште кога се спроведуваше пописот, реагиравме токму на дефинициите за резидентно и нерезидентно население. За жал, Македонија е единствена земја во светот во која што пописот се користи како алатка за некои други работи, ама не за економски. Да, во Титово, например, имате оцелени, не знам, хипотетички или чисто на памет, 2/3, а тие истите беа дел од пописот впишани, а реално не живеат. Да, затоа што пописот по правило треба да биде статистика на населението за некои други потреби на владата. Кои се тие потреби? Да планира колку училишта во иднина треба да изгради во одредена област, колку градинки. Да знаеме со каква работна сила располагаме, старосна структура на население и така натаму. Значи, од многу да зборуваме за здравство, да знаеме каде во кои делови од државата имаме постаро население. Така, суштината на пописот е тоа. Ние, односно претходната влада во 2021 година, сето тоа го злоупотреби и сега што направивме? Гледате, ниту ни е валиден пописот, а ниту имаме позитивни ефекти за така спроведениот тие проценти. За државата или да се потпреме на некоја бројка од тој попис и да речеме чекајте сега, ајде ќе одлучиме, ќе правиме нови градинки, да видиме пописот што кажуваше, каков е планот, демографска структура. Значи воопшто и не ви од корист практично. Толку тоа сакам да го кажам. Ние сега како Министерство за финанси финансии како операција. Добро. Чинеше многу. И па тоа е проблемот што се чини пари и на крајот никој не сноси одговорност, а сето тоа паѓа во вода и нема никаква применливост. И сега тоа се повторно пари на граѓаните. Потрошија пари на граѓаните за нешто што не даде никакви резултати. И јас можеби тука секој пат реагирам бурно да не се трошат парите на граѓаните ако немаме никаков ефект од нив. Ние сега се спремаме за попис во земјоделие. Сметам дека тоа е исто нешто што е многу важно. Државниот завод за статистика веќе заедно со Министерството за финансии го подготвува и законот. И мислам дека тоа ќе биде многу значено за државата во насока нели на спроведување на мерки, политики во иднина, нормално околу субвенциите да видиме што какви ќе бидат плановите. Едноставно политиките треба да ги градиме врз база на тој попис кој што ќе го направиме. Министар, ќе ви благодарам што одвоивте време, енергија покрај секојдневните обврски кои се прилично сериозни, многу страшни за мене како лаик, а верувам дека за професионалец како вас се еден влог во служба на државата да направиме конечно добро место за живење. Ви благодарам на искреноста и на директноста и отвореноста. Благодарам уште еднаш на поканата и јас верувам дека еве оној збор кој што го кажавте арогантна, луѓето кои што ме познаваат знаат дека дефинитивно не станува збор за таков човек, но морам уште една работа да ја кажам, точно на министерот за финансии не му е секогаш да се смее работата и верувајте сега и тука. Верувајте токму така и дека можеби тоа е една од најголемите тежини кои што министерот за финансии ги носи. Така што не станува збор за ароганција, станува збор само за една тежина на работата и за една огромна одговорност. И па од такво дно за ваков исчекор и со толку оптимистички идни сценарија и се ви е просторно, ако може така да се каже, само делата да бидат онакви какви што се најавуваат. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, ви благодарам на вниманието. Знам дека богатството, условно речено како категорија на државата, не е важно на секоја една единка внатре, зошто бидејќи тоа се сепак нашите пари и важно е професионалци да можат да управуваат во даден момент со нив, за да можеме да се вратиме на колосекот, барем за почеток како лидери на регионот, како што никогаш бевме. Во продолжение ги гледате рекламите, односно она кое што нам ни носи пари како медиум. Се одјавувам веднаш потоа, односно оди од јавната шпица. Имајте убав викенд и гледајте ги во сите следни работни денови изданијата на За или против. Пријатно.